Благодарам, председателка. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, дискутираме за годишниот извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки и ќе се држам стрикно до она што е наведено во годишниот извештај, затоа што целта на овој извештај е да ги сумира резултатите од работењето на оваа комисија, да ги оцени достигнатите резултати и да ги постави приоритетите за идниот период. Државната комисија за жалби по јавни набавки како независна институција знаеме дека е важен сегмент во целокупниот систем за јавни набавки во Република Македонија, а транспарентноста и јавноста во работата на комисијата, како и комуникацијата со странките, се важни во борбата против корупцијата и подобрувањето на владењето на правото. Сега, извештај како извештај, оптеретен со бројки и убави зборови понекогаш, но реалноста е дека јавните набавки со власта на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ни приближно не беа како што треба, туку секојдневно читавме за нетранспарентност, корумпираност, договори и тендери во 4 очи. Всушност, не само ние како претеничка група на ВМРО-ДПМН, туку недостатоците ги констатирали Државниот завод за ревизија, како и Европската комисија. Во таа насока не сакам и нема да ја оптеретувам јавноста со бројки, но она што би сакала да го нотираме фактот дека од овој извештај може да се констатира дека буџетските средства за функционирање на комисијата се недоволни, дури и после спроведувањето на одлуката за прераспределба на средствата помеѓу буџетските корисници. Исто така, од извештајот се извлекува заклучокот дека и понатаму има потреба за подобрување на ажурноста во постапувањето по тужби, нешто што се нотира во годишните извештаи со години наназад и што е време да се промени. За да се подобри ефикасноста и ефективноста во работењето на Државната комисија за жалби по јавни набавки, пред се потребно е, како што веќе спомнав, да се определи поголем буџет, а потоа кадровски да се доекипира стручната служба, посебно во секторот за решавање по жалби за јавни набавки, концесии и јавно-приватно партнерство, каде што недостасуваат најмалку 7 стручни соработници, имајќи го предвид значително зголемениот обем на работа, бројот на предмети и жалби, како и дополнителни пропратни работни обврски, а се со цел непречено одвивање на работниот процес. Наведениот буџетски износ во овој извештај се оценува како недоволен за кадровско доекипирање на Државната комисија, за опремување на административно-деловните простории со основните средства за работа, како и неможност за стручно усовршување на вработените. Па така, согласно програмата за работа за 2023 година, каде што е планирано зајакнување на капацитетите на Државната комисија, потребно е да се напомене дека во делот на човечки ресурси нема зајакнување на капацитетите, бидејќи не се реализирале нови вработувања, бидејќи Државната комисија добила негативно мислење од страна на Министерството за финансии по однос на годишниот план. Исто така, не помалку важно е да се автоматизираат процесите преку интероперабилност, со што би се постигнала целосна операционализација на процесите во институцијата, како и компатибилност со електронскиот систем за јавни набавки. Во однос на изработка и имплементација на нова електронска архива и воведување на интероперабилен електронски систем за Државната комисија, управување и водење на жалбената постапка пред Државната комисија, потребно е да се истакне дека во текот на 2023 година истиот не бил имплементиран заради недостиг на средства за адаптивно и превентивно одржување на системот. Понатаму, да бидам искрена, жалам што во извештајот прочитав дека академската заедница
правните факултети, научните установи и друго не биле во доволна мера вклучени при донесувањето на прописите и развојот на правниот систем на јавни набавки, иако јавните набавки како правна област се изучуваат и на додипломски и на постдипломски студии, но сепак за оваа област недостасува правна анализа, истражувања, статистички податоци, теоретски и научни публикации. Овде би сакала да се осврнам на една тема многу значајна за јавноста, а тоа е процесот на доделување на договорите за јавни набавки, на која всушност се осврнал и државниот ревизор и при тоа констатирал многу слабости и недостатоци. Имено, Државниот завод за ревизија извршил ревизија на процесите на доделување на договори за јавни набавки во периодот 2021-2022 година во АД СМ Електрани на Македонија, АД ТЕЦ Неготино, ЈЗУ ГОП 8 септември, ЈЗУ специјална болница за ортопедија и трауматологија Свети Еразмо Охрид и општина Битола. И за жал, ревизорот утврдил слабости во планирањето на потребите за јавни набавки и нивната вредност на годишно ниво. И покрај фактот што постапките треба да се спроведат согласно законските одредби во насока на обезбедување на економично, ефикасно и ефективно користење на јавните средства, конкуренција и еднаков третман на економските оператори, утврдено е дека честите измени на годишниот план за јавни набавки и неспроведувањето на значаен дел од планираните постапки упатуваат на несоодветно утврдување на приоритетите и потребите на договорните органи, како и несоодветно менаџирање со потребните средства. Бидејќи годишниот извештај на Државниот ревизор е точка на разгледување во посебен извештај, не би сакала да должам, меѓутоа Државниот ревизор за жал има констатирано голем број недостатоци во делот на јавните набавки. Исто така, извештајот на Европската комисија констатирал дека власта го заобиколувала законот за јавни набавки, а договорите во 4 очи го јадат системот. Европската комисија нотира дека властите треба да воведат поефикасни антикорупцијски мерки во текот на целиот циклус на набавки. Ова сега е задача на новата влада и верувам дека посветено ќе одговори на сите забелешки и препораки кои што, како што кажав, ги читаме во извештаите 7 години наназад. Во извештајот на Европската комисија јасно е посочен договорот за автопатите како проблематичен, при што се вели, цитирам, директното доделување на договорот за изградба на коридорот 8 и 10D предизвикува загриженост, бидејќи го ослободува проектот од примена на Законот за јавни набавки. Факт е дека за обиколувањето на Законот за јавни набавки, нереформираната администрација и корумпираното судство ја носат државата надолу. Целта на постоењето на Државната комисија за жалби по јавни набавки е да обезбеди брза, објективна и ефикасна правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки, во постапките за доделување на договори за јавни набавки, во постапките за доделување на договорите за концесии и за јавно-приватно партнерство, како и во постапките за доделување на договори за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста. И тука ќе завршам со стојбите кои што се нотирани, посебно неповолните состојби мора да се надминат, а тоа се прави единствено со почитување на препораките кои што се нотираат со години наназад и преземање мерки и активности од надлежните лица и договорните органи, се со цел да се обезбеди економично и ефикасно користење на средствата и поголема транспарентност во јавните набавки, со што значително ќе се влијае врз намалувањето на корупцијата, која условно кажано е можеби најзастапена во делот на јавните набавки. Убедена сум дека оваа влада е силно, а не само декларативно
посветена на борбата против корупцијата и дека конечно ќе се подобрат состојбите во јавните набавки, што ќе значи транспарентност и отчетност од една страна, но и огромен бенефит за буџетот на Република Македонија од друга страна. Ви благодарам.